оглед на последните случувања во Бугарија во однос на мандатот за новата влада, дали тоа ќе влие врз односите со Македонија и отвореното билатерално прашање, доколку се изгласа владата во тој состав во кој што сега се најави? Оваа најавена влада е малцинска влада и не ги исполнува личните амбиции на лидерот на ГЕРБ, господин Борисов, поддржана од дел пратеници од остатоците од партијата на господинот Доган, и од истата не очекувам да помине повеќе од година до 2 години мандат. Но ништо не зависи од неа. Се зависи од националната стратегија на Бугарија во врска со продолжување на политиката на нивниот комунистички лидер Тодор Живков за уништување на македонството. Тие ако продолжат со таа политика, оваа влада ништо нема да смени. Че они треба да се откажат од нивната национална стратегија кон Македонија и македонците. Сега да кажете дека новата влада нема да има никакво влијание и ефект на во моментот билатералното прашање отворено со Македонија? Може само да се интензивира разговори од македонска страна. Бугарите тоа да го прифатат како некои разговори помеѓу двете влади, меѓутоа они инсистираат на ставот дека прашањето е затворено во рамки на Европската унија и дијалогот е во Брисел, а не во Софија. И они ќе останат на тој став. Притисоци од Брисел секако дека нема да имаат. Единствена шанса за Македонија да ја промени преговарачката рамка е или да донесе во Македонија граѓански устав, кој ќе го абсолвира бугарското прашање во земјава, или да се надева на поддршка од САД. Ова е 7ми пат, мислам, поред како бират влада. Повеќе партии се исочинуваат дел од коалицијата и самиот напоминавте дека очекувате година и пол да трае. Стабилноста, да зошто не би била стабилна? Еве доколку си. Уште на почеток така започнав, тоа е шарена или нестабилна влада од аспект на тоа дека ја предводи ГЕРБ како десничарска умерена партија, во неја се ултралевичарите или комунисти, БСП, има таков народ, национал-романтисти, поддржана од турската партија, малцински поддршка на Доган, и таа нема долем број на пратеници во парламентот. 120. Таа има помалку од 110 пратеници, со поддршката малцинска од Доган ќе направат некаков избор на премиер кој е де факто присутен таму колку да има премиер, бидејќи амбицијата на лидерот Борисов да стане повторно премиер на Бугарија не се исполни во овој мандат. Колку време од сега, не знам, периодично година, 2-3, што треба македонската страна да чека стабилна влада, дали има шанси некако да се мрдне од мртва точка билатералното прашање, доколку Бугарија нема стабилна влада? Што и престанува на македонската страна? На Македонија ја и препорачувам офанзивна политика кон Бугарија. Тоа значи дека треба да се констатира дека бугарскиот договор е раскинат од страна на Бугарија со нивната рамковна позиција и меморандумот до земјите членки на ЕУ и до нас. Само ние тоа да го констатираме и следен чекор да биде отварање на нови преговори помеѓу Брисел и Скопје во врска со процесот на проширење на Европската унија на овој дел од Балканот. Кај нас тоа прашање може да го абсолвира граѓански устав и на тој начин бугарските амбиции за вметнување на бугари во устав ќе бидат задоволени, односно решени. Едноставно македонскиот устав нема да препознава таков тип на внесување на делови од нации или на народи, што е погубно и по стабилноста на Македонија, но и на НАТО, како дел од НАТО, а воедно проблематична и како земја членка на ЕУ. Секако дека на ЕУ и на НАТО им се потребни стабилни земји членки. Доколку Бугарија има нестабилна влада, ја формираат и е нестабилна, неизвестно до кога ќе биде мандатот и кога повторно ќе падне и повторно Бугарија ќе оде на избори, дали ЕУ би го променило ставот во однос на билатерално прашање Македонија-Бугарија, бидејќи ние кучница кон пристапницата на ЕУ? Јас веќе 3 години го повторувам тоа дека ЕУ се балканизираше, а не да успее да го европезира Балканот. Така да ЕУ нема билатерално прашање со Македонија. Не може, нели, ЕУ е мултилатерална организација. Билатералниот проблем е представен како бугарско барање,
Многу случаи станува збор за немањето доволна политичка волја ЕУ да се прошири. Проблемот е во Париз, во Берлин, проблемот е можеби во Мадрид, секако во Холандија, и се додека не се донеси политичка одлука за вистинско проширење на Европската Унија, а председател Макрон најавика тоа ќе биде после внатрешното реформирање на Европската Унија и незино стабилизирање и зацврстување во тој процес, многу тешко дека било која земја од Балканот има европска перспектива во вистинска смисла на зборот и брз прием. Тие изјави на Европската комесарка за проширување, дека во рамки на мандатот на оваа Европска комисија ќе има проширување барем на една земја членка или на неколку, доколку успеат. Претпоставам дека таа мисли пред на Црна Гора, падна во вода со самото хрватско вето за Црна Гора, од причина што Хрватска бара да сменат име на базен. Значи, замислете, име на базен во Котор, мислам, стана проблем за влез на Црна Гора во Европската Унија. Замислете што ќе се случи ако Бугарија побара следен чекор промена на името Јосиф Брз Тито во Македонија. А ќе го побара. Па тоа ќе има национална револуција во Македонија со оглед на емпатиите, емоциите кои се уште се гаат во земјава Југославија, Титова Југославија и ликот и делото на Јосиф Брз Тито. Тоа ќе биде една состојба која ќе биде апсолутно неприфатлива. И затоа таа балканизација на ЕУ е клучниот проблем што не може ЕУ да се прошири. ЕУ ги напушти своите 6 фундаментални вредности внесени во незиниот основачки акт. И се додека не се фундаментализира, додека не се врати ЕУ на своите вредности и причини зашто беше формирана, таа веќе нема апсорпциона моќ, нема проширувачка моќ. Едноставно е заглавена во проблемите кои ги донесоа земјите членки од бившиот Советски Сојуз.